Те велат дека стотици милиони девојчиња и момчиња во светот се жртви на злоупотреба на детскиот труд, изложувајќи се на ризична и опасна работа без соодветно образование, одмор и основни слободи, работат во опасни средини, робство или други форми на принудна работа, трговија со дрога и проституција, како и учество во вооружени конфликти. И во Македонија над 2000 деца секојдневно цел ден го минуваат на улица во лоши услови, додека над 18.000 деца не одат на училиште, со што стануваат потенцијални жртви на најтешки форми на злоупотреба на детскиот труд. Во Република Македонија, иако уште во 2002 година ја ратификуваше Конвенцијата број 182 за заштита на децата од најлошите форми на детски труд, се уште ситуацијата е алармантна за жал. Ние имаме некои наши податоци кои што ги имаме, тоа е дека 2000 деца секојдневно, може и повеќе од 2000 деца, денот го поминуваат на улица, без родителска грижа, под ведро небо, без да ги имаат основните екзистенцијални услови, а повеќе од 18.000 деца не се вклучени во редовниот процес. Зборуваме за образование, бидејќи проблемот со детскиот труд е тесно поврзан со невклученоста на децата во редовниот процес на образование и со сиромаштијата. Потребна е поголема системска социјална заштита на луѓето од сиромашните семејства. Потребно е превентивно делување. Новинарите, работодавците, синдикатите, самите деца и родителите да знаат точно што представува злоупотреба на детски труд. Вие новинарите можете повеќе да влезете во истражувачко новинарство и да известувате за такви случаи каде што има злоупотреба на детски труд. Една од начините. Државата потребно е да обезбеди на препраките на првата детска амбасада Миѓачи беше државата да обезбеди прифатилишта каде што ќе бидат згрижени цели семејства, да се изготват програми за тие деца кои што го пропуштиле образовниот процес, да се направат некои промени во законски рамки за да можат тие деца да бидат вклучени и да можат да имаат социјална, здравствена заштита и родителите да бидат згрижени за да не можат повторно да дојдат на улица и да обезбедуваат екзистенција. Еден од начините тоа отварање на прифатилишни центри кај што ќе се работи со родителите и целите семејства ќе бидат згрижени, а не само децата во дневните центри.